145 фабрики секојдневно не трујат. Резултат на тоа се екстремна загаденост на храната и особено водата. Често пати гледате дека реката Брегалница добива некоја чудна боја. Па гледаме дека излегуваат некои мрсни материи. За време на поплавите отиња мирисеше на нафта. Значи од некоја цистерна излезе нафта, таа отича по течението на река Брегалница. Често пати воздухот знае да има некоја чудна миризба. Кој и каде најмногу загадува, за сега регионот и државата точни податоци немаат. Имаме два големи градови во Република Македонија кои што важат за едни од најзагадените во Европа. Ако го земеме тој параметар, мислам дека важиме во земјите кои што се прилично загадени. За жал, Република Македонија се уште нема материјални средства за отпочне мониторинг на почва и на вода. Во регионот, мерењата на Центарот за јавно здравје покажуваат голем процент на загаденост на воздухот и сировата вода во Кочани и почвата во Пробиштип. Каква точно е состојбата со сите 11 општини, прецизно ќе се знае откако ќе се изготви регистар на загадувачи. Регистерот е еден добар алат за сите, за индустрија и повеќе за Министерот на животот средина да знае одма што има како емисија во државата. Освен што ќе се знаат загадувачите, целта е да се поттикнат мерки за спречување на загадувањето. Тоа требаше да се направи со издавањето на интегрираните дозволи, но очигледно тие не ги дадоа очекуваните резултати. Надеж сега се регистрите, но и поголемата активност на инспекциите.